Болеста на момчето во Количка, Зоки Двојаковски, ја стави на тест хуманоста на Беровци, но и покажа со прст кон македонското здравство. Чекајќи операцијата на клиниката за урологија во Скопје, Зоки 2 месеци преживува, соочен со болки и разочарување. Има многу болки, гасови, инфекција во крачата. Постојано лежам, повеќе од 15 минути не можам да седам. Постојано ме викаат да чекам и не знам ни што чекам, ни кога ќе биде точно, уште не сум ни информиран. Додека чека операција во Македонија, туморот на Зоран пораснал, па бил принуден да побара лекување во Бугарија. Таму веќе му закажале операција наредната недела. Требаат над 5000 евра за да се тоа санира. Морам да одам таму, зашто таму секако ќе биде побрзо отколку нашите клиники. Кога го откривме беше многу мало парченце, 2-3 сантима, после на клиника го измерија 6 сантиметри, а сега последното мерење што го измеривме тука во нашите локални амбуланти, нараснало од 10 до 11 сантиметри за 1 месец. За да му помогнат на Зоки и да ги соберат потребните 5000 евра, неговите пријатели организират хуманитарна забава, а се собираат средства и од институции за да се плати операцијата во Бугарија. Зоран Двојаковски помагал на секого, значи сега Берово треба да му помогне на Зоран Двојаковски. Страв ме е да помислам дека македонското здравство го заборави Зоки, но ние сме тука колку што можеме, повеќе да му помогнеме. Зоки секогаш во својот живот беше доблесен и спремен да ја промовира општината и сега целата општина треба да му помогне за тој да се справи со сериозниот предизвик. Но зошто клиниката за урологија во Скопје чека толку време за операција на Зоран? Поставен е катетер Шарија 16 и се отпули да издилатира, да го прошири каналот и он е предвиден најверојатно за идната или подругата недела, би повикнат и ще направи. Не е одложен нешто поради било кој други причини, од објективни причини, тоа е таа процедура, така се прави. Прашање на време е кога ќе се оперира Зоки, дали македонските лекари ќе бидат побрзи од бугарските. Во оваа животна голгота на Зоран, времето не работи во негова корист, затоа хуманоста е на потек.